Еве неповторно во нашето студио, вие сте во емисијата Ехо од Вселената. Наш соговорник вечерва е Зоран Милчевски од Скопското астрономско друштво. Зоране, да позборуваме малку за случајот од 1942 година, февруари 1942 година, Лос Анџелес, познат како битка за Лос Анџелес. Еден од најголемите феномени што се јавува, значи околу ово, е токму таа битка за Лос Анџелес, кој што се случува 1942 година во февруар месец. Во тој дел, значи предходно, си имаат доста голем број на луѓе наблюдуваат разни објекти на небото кои што се од непознато потекло. Значи, но меѓутоа веќе февруар 1942 година над небото на Лос Анџелес се јавуваат три летечки, еве да ги кажеме, три летечки објекти кои што испуштаат силна светлина према самиот град. Сега во тоа време во градот, затоа што тоа е периодот нели на Втората светска војна, настанува голема паника, голема забуна кај самото население. Значи, во таа паника која што настанува, загинуваат тројца луѓе, значи од сообраќај, бегајќи од градот, значи движејќи се во према останатите населби во околината на Лос Анџелес, така да неколку луѓе страдаат тука од тие сообраќајни несреќи, од таа преголема брзина што се јавува. А исто така едно десетина луѓе настрадуваат и од страф, од преголем страх, значи од срцеви удари кои што е под ситуација да ме кеве нешто се случува, нешто напаѓа према нас и према градот и слично. Мислам, целиот случај добива поголема тежина кога веќе во тоа време и полицијата и војската даваат, мислам, до народот даваат едно обавестување дека народот да биде затворен, да се затвори во своите домови, да не паничи, демекова не е ништо опасно, ние ја држиме ситуацијата под контрола, меѓутоа самото население нормално не верува во целата таа приказка. Се даваат некои изјави на радио и на телевизија, така кои што се прават уште поголема паника кај самото население. Во околните ридови, значи околу самиот град се разместуваат снайперисти, на секоја раскрсница се најмуваат, се повикуваат тенкови, значи со луѓе. Настанува една општа мобилизација кај населението и целата таа општа мобилизација е подигната на највисок степен кој што трае едно 5 часа. Разврската после Втората светска војна, мислам случајот после тоа бргу се заборави, меѓутоа после Втората светска војна повторно дојде на актуелност, се сумњаше дека јапонците се тие кои што испратиле некои летала, значи најголема приказка се врти околу тоа, дека они имаат испратено некои летала кои што имаат задача така да го скренат вниманието на Соединетите американски држави према одбрана на Лос Анџелес како еден од најголемите градови и да не се фокусираат толку на Пацификот. Друга приказка која што се исто така се беше во оптек е тоа дека германците, значи испратиле некои летала со цел така да го нападат нели Соединетите американски држави, а дури постоја и мислење дека и Советскиот сојуз се во игра, поготово таа него источна флота и таа источна воздухопловна база која што се наоѓа нели на Камчатка таму, дека они го имаат испратено тие летала со цел да внесат паника кај населението. Случајот никогаш не доби некоја разврска, значи се уште се работи за некои шпекулации, од кои што една од шпекулациите тоа тврдење во поново време дека Соединетите американски држави сепак вршеле некои испитувања на некои летала, односно бомбардери кои што се потребни за Втората светска војна и дека меѓутоа американската војска и американската влада никој пат не го потврди нити пак го демантираше овој случај кој што е така еден од најголемите во тој период мислам и воопшто најголем во човековата историја. А сега да одиме малку во Мексико, малку појужно од Невада. Да позборуваме за најконтроверзниот настан наречен случајот Розвелт. Па да, видите, Розвел е еден од најголемите случаи во човековата историја кој што на крајот сепак добива некаква завршница, значи во однос на останатите случаи. Розвел е град во Америка кој што се наоѓа источно, така благо североисточно од најголемиот град Алмогордо. Алмогордо значи дебело дрво од памук. Значи таму претежно населението е мексиканско и оттаму и сите називи се латиноамерикански.
Сега, што се има случено во Розвел? Розвел е актуелен некаде јули месец 1947 година, значи 2 години по завршување на војната. Веќе во февруар месец таа 47 година започнува таму да се гледаат некако неидентификувани летачки чини. Значи, поголем замав они веќе земаат во март, април и веќе од мај месец случајот станува многу така чуден и популарен, да, добива на актуелност. Веќе јули месец голема група на луѓе, мислам, не се работи за еден и двојца, него за илјадници веќе гледаат неидентификувани летачки чини кои што секојдневно поминуваат над нивните глави. И веќе локалниот лист Розвел Дейли Рекорд на 8 јули 1947 година објавува еден напис во својот весник дека некој си известен мајор таму кој што дава дека Розвел таму има во областа североисточно од градот Розвел дека се најдени остатоци од некаква летачка чинија кои што тие остатоци претежно се од некоја цврста пластика и од некој цврст материјал кој што не може никако да се скине, меѓутоа налик нешто е на алуминиумот така. Приказната добива уште поголема тежина кога во тоа време се дава и изјавата од еден локален ранчер кој што заедно со синот претходно 2-3 месеца пред самиот случај он има собрано исти таков материјал и го има однесено дома и не ради тоа случајот не го превил затоа што материјалот не му изгледал нешто необично, туку он го присобрал као што он самиот вели дека да му служи за покривање на земјоделската опрема што има. Сега после тоа значи тој ранчер заедно со неговиот син и се уште неколку мештани биле собрани во полициска станица, поточно во воената база. Таму им било наредено на нив, значи целата приказка е да се заборави, со никого да не се зборува и да во јавноста, ако веќе мораат да зборуваат, во јавноста да дадат некои други приказки, објаснувања кои што немаат, кои што се сосем различни од ова. Меѓутоа, самата војска тука на некој начин ја крева паниката околу самото местно население, затоа што целиот тој круг кај што се најдени тие балони, кај што се најдени таа чудна опрема, целиот круг го прави оквир околу него и тоа е еден оквир околу самото место кај што е најдено, значи, и уште еден оквир, речиси оквир близу до самиот град. Значи, со тоа самата приказка веќе си добива на една поголема тежина. Меѓутоа случајот така се повторно на некој начин се става, се заборава, се некаде до 1978 година кога случајот повторно добива во некоја актуелно. Значи во тоа време националниот еден весник, таблоид национален истражувач, веќе повторно го почнува да го актуализира овој случај, кажувајќи за тоа дека веќе повикува очевидци на тој настан, значи кои што веќе може слободно да зборат, повикува од очевидци кои што се од прва рака, затоа што веќе тие очевидци после 30 на години тие изумираат, па од прва рака и веќе случајот добива на повторно на актуелноста 1978 година. Ехо од Вселена. Сега уште едно навраќање за оној феноменален, можеби не на одмета да се рече и спектакуларен случај, наречен случај во Розвел. Па да, случајот Розвел конечна завршница добива 1994 година, значи. Во самиот случај се виде дека постои многу контрадикторности и дека во самиот случај требаше некој да извлече така или популарност или некои финансиски средства. Значи, на актуелност добива 2 години пред да биде разрешен, кога еден лондонски бизнисмен кој што има фирма за дистрибуција на музичко забавни снимки, он во јавноста дава дека има еден филм кој што
со кој што е снимена целата Сите случувања. Да, сите случувања од Розвел, и дека има филм во кој што е снимено анализа на оние вселенски суштества кои што се заробени во Невада. Сега на негово прашање, мислам, од каде му е тој филм, он кажува дека тој филм го добива од некој си камерман во тоа време кој што работел за НАСА, и дека при тоа настанало оценкање за тој филм. Тој камерман одбарал 100.000, меѓутоа на $92.000 они се договориле, му било исплатено и он тој филм има право да го објавува. Меѓутоа, одма тука се поставува едно прашањето. Мислам, ако веќе тој филм е толку значен, како можел тој камерман дома да си го однесе, затоа што преска нели зборевме. Дали е и веродостоен. Да. Сега тука е повикан еден стручњак од НАСА за анализа на фотографиите, и на основу на оваа анализа он докажува дека филмот не е веродостоен. Како го докажува? Го докажува на тој начин во оној дел кај што се врши анализа на вонземјаните, таму е забележана една налепница на која што пишува да самите луѓе внимаваат дека во собата постои голема инфекција. Постои инфекција, може да се инфицираат. Сега таква налепница е издадена 1967 година, а во филмот анализата стои дека тој филм потекна од 1947 година. Значи, веднаш тоа се става под сомневање. Меѓутоа, 94 година целата случка се добива една конечна завршница. Значи, во тоа време, еден научник кој што работи на тоа, по име Чарлс Мур, веќе професор во пензија, он дава разрешница и тоа кажува дека во тоа време постои еден тајнствен проект наречен Могул. Со овој проект, значи, се конструирани балони, еден воз од така наречени балони, кои што на нив има ставено сензори и некакви си посебни камери, со кои што имаат задача овие балони да вршат снимање, затоа што таа 47 година немало сателити, нели, да вршат снимање на сите нуклеарни проби што ги прави Советскиот сојуз. Самите балони биле опремени со едни посебни сензори кои што имаат задача да го регистрираат и времето и точната локација каде што се врши оваа нуклеарна проба. Претходно со овие балони затоа што сите овие зраци, сите овие звучни ефекти што се од таква една експлозија се наоѓаат во стратосферата и тие кружат околу стратосферата, значи вакви сигнали. Така да со помош на овие балони е докажано и се снимени и звуците од вулканот Кракатау 1883 година кој што е снимен. Значи прецизно е одредена годината. И со тоа веќе овие балони се пуштаат изнад Пацификот и изнад Советскиот сојуз со цел да вршат вакво снимање, вакво наблюдување на овие нуклеарни експлозии. Април месец се лансирани овие балони, значи 1947 година, меѓутоа 8 од овие балони поради влегување во високи воздушни струи, значи, тие паѓаат изнад областа Ново Мексико, значи, близу Розвел. Сега, на прашање како он ги опишува тие балони, значи, професорот Чарлс Мур, кој што работел на тој проект Могул, он во детали буквално ги опишува како изгледаат балоните, дури и сите ознаки од некои си фигури кои што се нацртани на тоа. Значи, со тоа се завршува, се става крај на ова приказката околу Розвелот, иако во тоа време уфолозите повторно се јавуваат и велат дека Чарлс Мур ја менува приказката, дека оваа приказка не е точна, затоа што навистина пред 20 на години има изјавено сосем нешто друго. Значи, меѓутоа, на ова прашање Чарлс Мур, професорот одговара дека он во тоа време едноставно бил принуден да ја каже таа приказка и дека еве сега кога случајот веќе добива една крајна завршница, веќе кога нема што да се крие од јавноста и од Советскиот сојуз, веќе он ја дава вистинската верзија за тоа што се има случено таа 48 година во Розвел. Пардон, 47 година. Останува ли се уште и натаму Розвел загадочен простор?
Па видите мистичен. да, просторот е се уште тој дел околу Розвил се уште е затворен. Мислам, тоа е преска што зборевме за него, тој простор се уште е затворен. Меѓутоа кај уфолозите све уште они гледаат со скепса према ова. Така да и ден денеска е еден од најпродаваните Меѓутоа филмови. интересот од друга страна не попушта. Да, интересот не попушта. Видете, секако е атрактивен тој дел за тоа што таму како се работи. Мислам дека се работи нешто, сигурно се работи. Еве во областа М51 и во Розвил постојат група од луѓе, работници кои што ја тужат државата од ради здравствени проблеми, значи нешто слично од Чернобил. Значи луѓе на 30-40 години оболени се од некоја непозната болест. Дека се случува таму нешто, сигурно се случува. Мислам, меѓутоа дека нема врска со вонземјани, тоа е сигурно и дека нема врска. Ќе видиме дали е сигурно времето, секако ќе ги даде правите одговори. Тоа беше се во вечерастото издание на емисијата Ехо од Вселената. Зоране, благодарам. Благодарам што ме поканивте. Ехо од Вселената.